Свети Климент Охридски кажал: "Тргај се од злото, итај кон доброто." А што е злото? Злото е се она што е спротивно на љубовта и добрината. Така што ако во душата постои природен морален суд кој вели: не изневерувај, не прави лошо, не му наштетувај на другиот, а тоа ние не го слушаме и го правиме затоа што наводно и другите прават така, тоа значи дека свесно или несвесно се преклонуваме кон злото. А ако некој живее зло, наше е што побрзо да се отргнеме од него. Затоа што, знаете, има една интересна поговорка која вели: кој со ѓаволот тикви сади, подоцна од главата ќе си ги мава. Злото може да се манифестира во најразлични форми, исто како доброто. Меѓутоа денеска доброто е многу вешто зацкриено поради големата доминација и владење на злото и негативните духовни сили и ентитети во земјата. Како може да процените одредени знаци кои ви укажуваат на тоа дека некој има жик на проклетство во себе? Односно, неговата душа е во духовна отвореност со негативни ентитети. Првиот начин на кој можете да го откриете злото помеѓу обичните луѓе е тоа што ќе ве насамарат. Например, пред некое време кога отидов на фризер, фризерката ми ја уништи косата при шишање. Ми наплати за тоа, а потоа јас во бес отидов кај една друга фризерка за да ме поправи. Меѓутоа, знаејќи ми ја состојбата во која бев и ситуацијата во која се наоѓав, таа го злоупотреби тоа и ми зема исто толку пари колку што зима за едно нормално шишање, меѓутоа претходно не ми ја ни изми косата, меѓутоа ми ја злоупотреби немокта и ситуацијата што таа наводно ме пикна меѓу редови помеѓу нејзините клиенти за да ми направи некаква услуга за тоа што другиот мене ме сгрешил, и на тој начин ме насамари, земајќи ми ги парите, доподстрижувајќи ми ја дополнително косата, и на крај косата ми заврши онака како што најмалку сакав, скратена и упропастена. Ми наплати 500 денари со изговор дека незината добра страна ми наплаќа многу помалку од она што е всушност незиното шишање, а тоа е 800 денари, и на тој начин ме стави во ситуација да се чувствувам дека јас треба да бидам благодарна што таа ми излегла во пресрет на овој начин. Меѓутоа, она што лежи како зло во нејзе е тоа што ја злоупотребува мојата ситуација да ме стави во немоќ, што значи дека зло од ваков тип ќе ја злоупотреби вашата ситуација на ранливост и немоќ и ќе ви ги земе парите и ќе ве насамари на некој начин да платите онолку колку што всушност кај еден добар човек многу помалку или поинаку би изгледало тоа, за да ви помогне во вакви ситуации. Понатаму злото ќе го приметите на тој начин што ве подкупува, ви подарува материјални нешта на почетокот, ќе ви дава огромни идеални можности кои не смеете да ги пропуштите. Ќе ги приметите по тоа што премногу се љубезни, меѓутоа интуитивно ќе чувствувате нелагодност. Во моменти кога постои проблем, ќе ви се префрла чувството на вина и одговорност само на вас. Ако не се познавате, чудно ќе ве потикнува на заедничко дружење, кафе и излегување. Луѓе кои што го имаат злото во себе се упорни, на сметка на тоа да одат на своја штета во моментот, за потоа да ви изгорат дупло. Вашите погледи, ставови и карактер ги прават глупави, смешни и индиректно ги исмејуваат. Не прават компромиси, се додека немаат лична корист на долг рок. Знаат да имаат испади на гнев, бес и агресија. Нивното присуство ви го нарушува мирот и благосостојбата. По секој контакт со нив чувствувате немир, нервоза и нелагодност. Наводно ви спуштаат огромен попуст за нешто кое вреди помалку од таа нивна цена, што значи ве стават во ситуација дека се добри и срдечни, а всушност дебело ве манипулираат. Ако купите нешто на попуст кај нив, истото тоа ќе ви се извади низ нос подоцна. Може да продаваат лажни програми, поготово тоа е познато денеска на социјалните Инстаграм мрежи, каде што имаат набилдано профили со многу фоловери, каде што даваат лажни програми, лажна едукација, лажно знаење.
и некое си минливо површно решение, за кое ќе платите, а всушност истото може да си го направите и самите дома. Наводно продаваат некоја голема мудрост или голямо знаење, кое што всушност е само една голема манипулација. Продаваат програми со едукација која што воопшто не ви е потребна или е лажно измислена. Мудро лажа дека ви е потребна и вешто ја оформуваат едукацијата да почувствувате дека ова навистина е нешто вредно и важно, всушност да нема врска со реалноста и природата на животот. Тука може да паѓаат и оние инфлуенсери кои што продаваат секакви производи од маркетинг од други компании и профили, кои што на некој начин се ново измислени нешта, кои што наметнуваат колку ви се вас потребни. Тука може да спаѓаат нутриционисти, фитнес тренери, тренери за личен развој кои што надојдоа сега во овој свет како една нова измислена ера, кои што продаваат само лага. Најчесто земаат голем процент, например газди на станови кои одат преку агенции. Значи, го прават ненормалното нормално во смисла на тоа дека е нормално да плаќате депозит цела кирија однапред, а всушност тоа е само знак дека се подложни на негативни ентитети, затоа што добар човек кој што верува во Бога нема да има потреба од депозит, затоа што знае, има доверба дека Бог му помага, дека го заштитува. И ги препушта на Бога нештата, а не злоупотребува и му вади душата да му ја извади низ џебот на човекот. Понатаму вршат притисок за плаќање, кога треба нешто да се плати. Постојано ви пишуваат за глупости на приватниот број за да може енергетски да ве оддалечат и спуштат од таа Божја духовна заштита, бидејќи со самиот контакт со нив автоматски духовно вие се приклонувате на негативните ентитети заради контактот со нивната енергија, која што е подложна на духовен агресор, односно негативен ентитет. Наплаќаат нереални и глупави суми и за мали нешта и за големи нешта. Например, може карго да ви наплатат 150 денари за испорака на една мала ситна работа, а истата сума ќе наплатат за испраќање на некоја голема кутија. Идеален пример за ова се автошколите кои се извор на едно голямо зло кое манипулира и деградира секај луѓето финансиски. Ви зимаат нереални суми на пари, ви доплаќаат за дополнителни часови за возење, бидејќи знаат дека министерството ги покрива, односно министерството нема да ги положи од прва, ќе ги мачи на полигон за некои глупави вежби за постојано да паѓаат, а автошколите се приврзани за нив затоа што не можеш да полагаш без автошкола и на тој начин поврзани едни со други си помагаат за да им зимаат пари на обичниот човек кој е во немоќ. И на тој начин секој човек е принуден постојано да ги расфрла своите пари на себични и алчни поединци од ваков тип на едно системско уредени професии. Се користат со лаги, користат и злоупотребуваат луѓе во своја корист, ќе почувствувате дека мирисаат оштро, невкусно, користат силни парфеми, неподносливи дезодоранси и се однесуваат многу селјачки. Пред или после секој контакт може да ви се скрши нешто, да ви падне нешто, да се сопнете или паднете и да се случи нешто негативно, тоа се некои предзнаци за кои што подоцна ќе се задржам повеќе како да ги процените, ќе ве насамарат нешто да прифатите или да добиете или да подпишете, а потоа од истото тоа ќе бидете искушувани постојано. Например, имав еден газда кој ми нудеше празен стан, бидејќи ми требаше тогаш за јога, за 15.000 денари, а станот не вредеше за 10.000 денари. Меѓутоа некако се исценкав да ми ја намали киријата, па потоа наводно демек прифати, направивме договор, што значи тука кажува дека ви дава сума која што е нереална за производот или за станот, ќе ви изманипулира за таа цена, па наводно ќе ја спушти и ќе си земе повторно некаков профит за себе, ама нема да ви остави на мир целата година. Значи ќе ви диша во врат. За потоа истиот овој човек во неговиот стан под мене да бидејќи е подложен на негативни сили за кои јас тогаш немав поим дека може да постојат, си донесе комши под мене, бидејќи двата стана еден по друг беа негови и дечките кои што се вселија всушност постојано правеа хаос, од викање, од дерење,
од карање, од ширење негативна енергија, што значи дека ви искушува до тој степен да дојдете кај нив, за потоа душата да ви ја вадат низ некои вакви мали ситници, низ немир, низ ширење негативна енергија. Што значи, овие индивидуи користат секаква можност добриот човек да го притиснат во ќош, во немоќ, во искушение, во болка и страдање, затоа што тоа е целта на злото во луѓето. Да не бидат луѓе, туку да бидат чисто зло и да најдат начин да ви ја цицаат енергијата. Они ова го прават несвесно затоа што не знаат дека се водени од негативни ентитети. Како да препознаете на духовно ниво дека сте имале контакт со вакви луѓе кои се приклонети на злото? Чувствувате огромна негативна енергија. Тоа е првото нешто кое што треба да ви падне на ум. Чувствувате дека нешто не е во ред со денот, моментот, енергијата, случувањата. Имате чувство дека сте глупави после нивниот контакт. Сонувате кошмари. Може да наидете на жива змија на патот. Или да сонувате змии. Или да сонувате сонови во кои се мачите, препотувате, едва и преживувате дека некој ве брка, ве мачи. Значи, чувствувате некоја нелагодност и борба, бранење од нешто. Или може пред вас во ходник, на работно место, во домот, да се појавуваат бубашваби, штипалки, шкорпии, значи знаци кои што се синоним на бубачкиот подземниот свет кој што владее со злото. По контактот со нив, во зависност од тежината и приклонетоста на човекот, може да направите сообраќајка, да ви пукне стакло, да ви се дупне гума и слично. Понатаму, може да ви се случат милиони една нешто кое што на некој начин ќе ви донесе пред себе пример на негативен настан, кој што е резултат на ширење на негативна енергија или приклонетост на тие негативни ентитети. Доколку мислите дека ова ќе помогне видео некому, споделете го и помогнете на друг. Оваа платформа е платформа за будење на свеста за сите области од животот и подобрување на благосостојбата на духот кај човекот. Доколку се пронајдовте тука, станете поддршка на овој YouTube канал на тој начин што ќе се претплатите на него и со притискање на копчето subscribe ќе го заследите овој YouTube канал. Ви благодарам.